Вселенскиот телескоп Џејмс Веб истражува необична планета во форма на лимон. Новите податоци од Вселенскиот телескоп Џејмс Веб се откриваат фасцинантни детали за планетата со специфичен облик на лимон, која орбитира околу пулсар, брзо ротирачка неутронска ѕвезда. Ова небесно тело, првпат забележано во 2017 година, продолжува да ги изненадува научниците со својот состав. Атмосфера од јаглерод и дијаманти. Истражувачите од Универзитетот во Чикаго и НАСА потврдија дека оваа планета поседува уникатни карактеристики. Невиден состав, атмосферата се состои главно од хелиум и јаглерод, што е сосема нов тип на планетарна обвивка, досега невидена во Вселената. Скапоцени наслаги. Поради специфичните услови, научниците веруваат дека на планетата е можно да постојат огромни наслаги од дијаманти. Специфични молекули. Наместо вообичаените метан или вода, овде се присутни молекули составени од 2 и 3 атоми на јаглерод. Научно значење на откритието. Водечкиот истражувач Майкл Жанк нагласува дека ова откритие ги поместува границите на она што го знаеме за планетарните системи. Како што е објавено во престижното списание Astrophysical Journal Letters, присуството на молекуларен јаглерод во атмосферата укажува на екстремни процеси кои се случуваат во близина на неутронските ѕвезди. Оваа планета не само што има необичен изглед, туку представува и нов модел за проучување на еволуцијата на небесните тела во екстремни услови. Италија го казни Apple со 98 милиони евра поради злоупотреба на пазарот. Италијанскиот регулатор за конкуренција донесе одлука за казнување на компанијата Apple со 98 милиони евра. Казната е изречена поради наводна злоупотреба на доминантната позиција преку правилата за транспарентност при следење на апликациите. Неправедни оптоварувања за програмерите. Регулаторот утврди дека правилата на Apple ги ставаат независните развивачи во подредена положба. Двојна согласност. Од програмерите се барало 2 пати да добијат дозвола од корисникот за обработка на податоци, што е надвор од стандардните прописи. Нарушена пропорционалност. Apple можел да ја заштити приватноста со само еден чекор, наместо со дуплирани процедури кои ги поткопуваат бизнис моделите базирани на реклами. Притисок во Европа. Оваа пресуда следи по слична казна во Франција од 150 милиони евра изречена во март оваа година. Што значи ова за пазарот? Функцијата за транспарентност, воведена во 2021 година, ги обврзува апликациите да бараат експлицитна дозвола за следење на корисничките активности. Доколку корисникот одбие, програмерите губат пристап до клучни податоци за рекламирање. Европските регулатори предупредуваат дека ваквиот систем може да доведе до дискриминација, додека истовремено Apple го развива сопствениот рекламен бизнис во рамките на својот екосистем. Оваа одлука потврдува дека Европа построго ќе ги контролира практиките кои, под изговор за заштита на приватноста, можат да ја загрозат конкуренцијата.